Македонските полицајци ќе мора да почекаат барем уште некој месец за да ги заменат сегашните униформи, кои се резултат на договор од ноември 2021 година. Причината е, второстепената комисија за жалби по јавни набавки го поништи тендерот за набавка на нови униформи за редовната полиција. Зошто е поништен тендерот ќе слушнете во редовите подолу. За да дојдеме до тој елемент, сепак неопходна е малку хронологија. На 19 септември 2025 година, Министерството за внатрешни работи го објави огласот за јавна набавка кој беше поделен на 4 ставки: винд јакни, теренска униформа, чизми и чевли. До 19 ноември 2025 година пристигнаа 5 понуди од компании кои сакаа да ја реализираат набавката: Нени компани, Мегаспорт, Микеј Интернационал, Лејерс ВФ и Камекс. Цените кои компаниите ги понудија беа различни по категории. Например, Нени компани достави најниска цена за винд јакни и чизми, Микеј Интернационал за теренска униформа, а Мегаспорт за чевли. 2 недели пред Нова година, Министерството за внатрешни работи донесе одлука за избор на најповолна понуда. Сите 4 ставки ги доби компанијата Мегаспорт. Резултатот беше донекаде изненадувачки ако се знае дека, например, понудата на Нени компани за чизми беше речиси двојно поевтина, или пак дека за винд јакна и Нени компани и Микеј имаа значително пониски понуди. Деталите од електронската аукција засега се непознати, но во рокот за жалби, процесот го обжали еден од конкурентите, Микеј Интернационал. Правната разврска пристигна пред една недела, на 28 јануари, кога Државната комисија за жалби по јавни набавки донесе решение со кое ја усвои жалбата на Микеј Интернационал и го поништи изборот на МВР во деловите теренска униформа и винд јакна. Причината за поништувањето накратко е следна. Во тендерската документација, меѓу другите критериуми, МВР бараше понудувачите да имаат сопствен технички капацитет и минимум број на вработени 50 лица за производство на винд јакни, но и 100 лица за теренската униформа. Мегаспорт во својата понуда навеле дека го исполнуваат овој услов, но не самостојно, туку преку така наречена техничка поддршка од српската компанија Лус Текстил. Според второстепената комисија, Законот за јавни набавки пропишува дека кога еден субјект целосно ги изведува работите за друг, тој мора да биде третиран и пријавен како подизведувач. Економскиот оператор може во постапката за јавна набавка да ја користи способноста на друг субјект за докажување на исполнетоста на условите за квалитативен избор во врска со образовните и стручните квалификации или релевантно стручно искуство, само доколку другиот субјект ќе ги изведува работите или ќе ги обезбедува услугите за кои се бара таквата способност. Иако комисијата не ги прифатила другите забелешки на Микеј Интернационал, решението открива и други детали од целата постапка. Микеј биле дисквалификувани поради квалитетот на мострите. Тоа преку суперанализа го утврдила лабораторијата Мак Контрол, која патем ги издала сертификатите за оригиналниот добитник на тендерот Мегаспорт. Комисијата сепак ја отфрлила оваа точка, повикувајќи се на допис од Антикорупцијската комисија од 2020 година, каде се вели оти тоа што една лабораторија тестирала приватно за одредена фирма, не и забранува да врши контрола за државата, па оттаму не може да се утврди состојба на судир на интереси. Од Микеј се жалеле и на фактот што со нивната дисквалификација Министерството за внатрешни работи практично била доведена во ситуација да избере понуда која е поскапа за околу 1 милион евра. На таа забелешка, од конкурентот Мегаспорт одговориле дека не може да се врши споредба на цени меѓу производ кој ги исполнува стандардите од повикот, односно нивниот, и производ кој не ги исполнувал стандардите, односно на Микеј. Комисијата не го прифатила овој основ од жалбата на Микеј. Има и други детали и пикантерии, но тоа не го менува фактот дека комисијата во МВР направила грешка при дел од набавка, чија вкупна вредност е 6 милиони и 140 илјади евра. Затоа прашавме во МВР што ќе се случува со тендерот. Дали повторно ќе се бира, но од преостанатите понудувачи, ако и тие не биле дисквалификувани. Оттаму само накратко ни одговорија.
Согласно решението од Државната комисија за жалби по јавни набавки, постапката е вратена на повторно постапување и одлучување. Бидејќи постапката е во евалуација, не сме во можност да ви доставиме информации. И додека траат овие процедури, полициските службеници ќе почекаат на новите униформи. Оние што ги чекаат подолго време.